денес ја извршив својата граѓанска должност и како лице од кое се бараат посебни информации, бев во јавното обвинителство, ги споделив сите информации за одредени настани со кои што јас располагам. Се надевам и убеден сум дека од денес ќе завршат лажните вести, манипулациите, инсинуациите кои што реално според мене нанесоа одредена штета на самата истрага, претпоставувам, а нормално ја одведува и во друг правец и нанесоа штета на недолжни луѓе. Се надевам дека од денес ќе преовладуваат само фактите, аргументите и она што е вистината. Во јавноста има информации важите за лице кое што било на некој начин посредувач на Меѓународен сојуз на Боки 13 во барањето локации. Апсолутно не. Видете са некои детали на вистина знаете, согласно законот не смееме да ги изнесуваме. За недолжен, дека викате штета дека ќе има на недолжен. Затоа што видите, ние сме честни луѓе, луѓе со интегритет, луѓе со кредибилитет. И искрено ви кажам, во ниту еден момент нема да си дозволиме да се доведеме во таа ситуација во која што вие на некој начин алудирате преку самото прашање. Дали сте присуствувале на некоја Тука средба сум цело време. кога Боки 13 договарал со бизнисмените? Апсолутно не. Апсолутно не. Апсолутно не. Дали Јас не сум ниту член во Меѓународниот сојуз, ниту реално сум побарал, ниту било барано од мене да станам член, ниту сум обавувал одредена функција во тој. Видете, јас комуницирам и денес како пратеник, но и претходно како генерален секретар на СРСМ со многу личности. Нема некоја посебна одредба или на некој начин информација која што лудира дека со некој сме комуницирале повеќе, а со некој помалку. Наша обврска како политичари е да комуницираме со луѓето. Но тоа не ги оправдава луѓето и не им дава простор да прават криминал, ако направиле криминал, а нормално нас не прави луѓе кои што направиле злодело затоа што се познаваат со одредени личности. Дали сте знаеле дека Боки 13 врши рекет? Бидејќи Апсолутно не. Апсолутно не. Дефинирајте блиски. Апсолутно не сме биле блиски. Ние сме видете, ние сме политичари. Ние сме политичари. Многу луѓе од нас бараат да се фотографираат со нас заедно. Се надевам дека добар дел од нив не го злоупотребуваат тоа, меѓутоа апсолутно не сметам дека во овој дел било кој од нас што се сликал со било кого направил некое злодело. А нормално тоа постапката и ќе го потврди. Какви видеа односите? Гостувате во неговата телевизија, присуствуваше тој кога бевте таму? Значи, како и со сите политичари, јавни личности, сите некои што учествуваа на одредени дебатни емисии, учествува во телевизијата, сум учествувал и јас повеќе пати, особено за време на кампањата, кога бев и шеф на изборниот штаб на Стево Пендаровски, сум учествувал таму, сум го видел дека е присутен заедно со останатите новинари, ништо посебно. Тој ли бараше да се сликате? Помогнавте во истрагата со вашиот исказ денеска? Апсолутно да. Мислам дека помогнав истрагата на некој начин да заземе правилен тек. Јас морам да признам, иако сега не знам дали ги смеам сите тие детали да ги кажам, бев повикан само за еден мал сегмент. Значи ова со Камчев, со не знам Кичец, со Катица нема никаква врска со мене. Тоа буквално не се дискутираше денес. Ниту ги знам, ниту ги познавам, ниту сакам да ги запознам. Се надевам дека помогнав и мислам дека за скоро сите ќе имаме позитивен исход како држава и како граѓани. Овој случај нанесе навистина многу штета. Зошто И врз вашето политичарите, и врз државата, и врз сите оние кои што на некој начин биле тука присутни, не знаејќи што се случува околу. И тоа е наша слабост што не сме знаеле. Меѓутоа, убеден сум дека сите заедно како држава, особено институциите, бидејќи ова е сериозен орган кој што треба да спроведи постапката, ќе излеземе како победници и правдата и вистината ќе излезат на виделина. Сторителите на кривични дела мора да одговараат. Кои да се? Зошто вашето име е споменато во јавноста во аферата рекет? Видете, не можам деталите да ги кажам затоа што треба нормално да откријам она што е битно за самата истрага, меѓутоа апсолутно не алудира на инкриминирачки дејства. Едноставно, ако можам така бидејќи не сум правник, да се изразам во форма на сведок за одредени настани каде што за кои што реално имам информации. Дали знаете за проектот во Битола кој што требаше да го реализира и сакаше да го реализира? Знам дека пропадне и не се реализираше. Бивте вие сте разговарале, сте посредувале со градоначалник, сте помагале? Посредување не, видете, како пратеник избран од Битола. Мене ми е од интерес да се случуваат добри нешта во Битола. За жал, ова не беше добро нешто или така излезе. За жал, аферата рекет, генерално аферата рекет, со сите оние инкриминирачки действија надвор од самиот проект, да речем,
за старски домови, го поклопи, го инкриминира и најверојатно и го пропадна. Не знам во тој дел што ќе се случи и што се случувало. Истрагата ќе потврди, меѓутоа се она што се работи за доброто на граѓаните, особено од местото каде што сме избрани, ние сме должни да помагаме во рамките на законот, да лобираме нештата да се случуваат таму од каде што сме избрани. Дали Бојан Јовановски бараше да се слика со вас или взаемен беше интересот, бидејќи споменувате во неколку наврати? Тој побара. Има една слика единствена каде што тој побара. А дали вие посредувате за проектите во Битола кои што ги пренесете? Не, апсолутно не. Видете, што значи посредување? Дали Да, присуствувате? јас ниту бев дел, Координирате? ниту, тама работа. Значи, ниту сум имал право да посредувам, ниту сум имал право на некој начин да се мешам во работата на меѓународниот сојуз, каде што немам никаква улога, ниту сум барал, ниту сум реално имал во тој дел. Така да, тој дел, мислам, го отфрлам и е безпредметен некој да се дискутира.